Буквата е Евлија Челеблија. Евлија Челеблија, кој два пати го посетил градот во периодот од 1660 до 1668 година за чаршијата забележал. Таа брои 2150 дуќани. Тука има плоштади и пазари со сводови и куполи. Од сите најубави се чаршијата на безазите, чадорџиите, папуџиите, бојаџиите и ткајаџиите. Тоа се големи чарши изработени по план. Сокаците им се чисти и калдрмисани. Секој дуќан го красат зумбули, темјанушки, рози, босилек, јоргован и крин во вазни и саксии. Тие со својата миризба просто го опиваат мозокот на посетителите и трговците. Тука има образовани и многу чесни луѓе. За време на летните жеги си од Скопски пазар личи на багдадските сенки, зашто сите негови чаршии се со надкривени капаци и сводови како во Сараево и Халеб. Едвард Браун, англиски доктор и патописец. Едвард Браун го посетил Скопје во 1669 година. 20 години пред Пиколомини да го запали Скопје. Пристигнал преку Катланово во Скопје, град со голем промет и најголем од сите други градови што се во околијата. Скопија или Скупи, како што турците го нарекуваат у Скопија, се наоѓа на работна горна Мизија или поточно на границата на Македонија, во подножјето на Монт Орбелиус, Скопска Црнагора на брегот на реката Вардар или Аксиус, во еден многу убав и пријатен крај, со еден дел градот е на ридот, а вториот е во рамнина. Во почетокот во него имаше епископија, а потоа архиепископија. Меѓутоа, иако денес не постои ни едната ни другата, тоа не значи градот да не биде убав и добар. Едвард Браун се задржува на производството на еден вид кожа, според која Скопје го препознавале во светот. Тоа е кордованот, жол сафтијан за кој патописецот има комплименти. Во овој град има 700 кожари, кои ги обработуваат кожите во големите камени корита, прават убави кожи, а потоа ги праќаат на продажба во сите странски земји. Патописецот детално ја опишува и внатрешноста на скопските куќи, во кои се оди само по килими, а таваните се поделени на триаголници и четириаголници, и други слични геометриски фигури, кои биле позлатени и обоени во разни бои, на кои не биле прикажани сцени од флората и од фауната. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја